Спорт. Денеска се навршуваат 4 години од формирањето на македонскиот фан клуб на Челси, еден од најактивните кај нас. Денес официјалниот фан клуб на Челси во Македонија го слави својот 4-ти роден ден. Фан клубот е основан 2009 година како неофицијална подржувачка група која по големиот интерес од македонската популација дојде до идеја за основање на фан клуб со главна цел да се зближат сите симпатизери на популарните сцени во Македонија. Благодарение на вас, се вели во денешното обраќање до нашата редакција од фан клубот Челси, со ваша огромна поддршка која ја добивме во овие 4 години, успеавме да добиеме официјална потврда, односно сертификат и дозвола за представување на делото на Челси во Македонија, одобрено од Челси веќе 4 сезони. Работевме напорно во изминатите 4 години, вложувајќи многу труд, време и пари, со главна цел комплетно да ве информираме за случувањата во клубот, начинот на неговото функционирање, неговите членови, трансферите, анализирање и пренос преку коментари на сите надпревари и се останато што е поврзано со Челси. По 3 години добивме повик од Челси, се вели во денешното обраќање до јавноста, и бевме информирани дека имаме можност да испратиме транспарент во должина од 6 метри и височина 1 метар, кој ќе биде поставен на стадионот Стенфорд Бридж. Со помош на донации и пари од фан клубот го испративме и успеавме да ја реализираме таа огромна можност, па веќе една година знамето стои на стадионот на Челси во Лондон. Сето тоа благодарение на вашата поддршка, драги фанови. Друг проект е списанието во светот на сините, кој извесен период паузира со издавањето поради потребата од повеќе репортери кои ќе работат за него, но ветуваме дека наскоро повторно ќе биде реактивирано. Задолжително е да ја споменеме и крводарителската акција која ја организиравме оваа година заедно со Креактив и Црвен крст Кавадарци, а да не ја заборавиме истоимената емисија која што се емитуваше во етерот благодарение на телевизија Тиквешија од Кавадарци. Да не заборавиме и на истоимената емисија која што се емитуваше во етерот благодарение на телевизија Тиквешија од Кавадарци, во која преку видео известување се информиравме за случувањата во Челси. Но сето тоа го оставаме во мирување поради потребата од многу слободно време и репортери кои ќе работат на овие обемни проекти. Напорно се трудиме да ги отстраниме овие недостатоци и се надеваме дека во најбрзо време овие проекти повторно ќе бидат достапни до вас. По формирањето на Сдруженијето на граѓани, односно Сдружение на македонски поддржувачи на Челси, Струмица, добивме огромна можност за работење на проекти кои се во областа на спортот, соработувајќи со здруженија, фондации и други невладини организации. Нашиот успех се должи на вашата поддршка и верност, што несебично и секојдневно ние давате, се велим и другото во денешното обраќање на раководството на фан клубот Челси до нашата редакција.